Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово, Аура Спа. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имаме ново интересантно гостоговорника. Надам се дека ќе го задржиме вашу пажњу с негово излагање за негов целокупен животен пут. А и на почеток, како што е стандардна шема, да ги поздравиме наши подржувачи на емисију. Од прошла емисија наши подржувачи су прекрасни производи на пекара Фреш, млечен ресторант Дорито и Перфекта, Сашо Перфект за прање на теписи, локација од Ловачки дом, право кај ќе отидете. Туја имате врховску услугу да исперете теписи, да осушите. Неверојатно квалитетно работи човек и препорачувам ви да направите едно прање на теписи па да се уверите дека стварно е тако е. И нормално чувени препарати на светскога фитотерапеута, професор Милета Манелович, која излечија за задни 10 години 1400 и нешто човека од најтешки облици на карцином. Он има плејаду на, лепезу на квалитетни производи, чаеви, мелеми и тинктуре и нема да зажалите кои користи негови производи. Толку за овој уводен дел, како што кажа, имамо интересантно гостоговорника. Денеска наши ваш гост е господин Драган Јањевиќ, или кумановци га викав Џајо. Џајо, пред све добродошли во емисију и посакувате и да се добро осеќаш и да разговараме за твој животен пут, кој бие доста интересантен од 50 некои години кога си роде па до ден денешен. Ali на почеток интересантно, пуно кумановци су познати по тие надимци, по прекари. Ти имаш еден интересантен надимак, односно по едного големога великана на светски фудбал, тој е Драган Џајич и тебе те викав Џајо. Откуде те надимак? Прво, фала за покану и за учество на вашу емисију, која дека е многу гледана, пошто ја гледам, го гледав и пуно кумановци, нормално се интересира за гости, тој се наши сограѓани кои ги кажуваат нини животни путишта и мислам дека ќе одговориме на барање на наши гледачи. Што се однася до прашање од каде ми надимак Џајо, прво име ми е Драган, нели? Драги Драган. Драги, као малечки јоште од основно оделение кад иде смо школу, ми главно занимање не беше да играмо фудбал, топко. Тоа е играње на фудбал у малу, па после у школу, па после и у средњу школу, бемо стручњаци што се вика за мал фудбал и од тамо потекна тој Џајо и остана ми до ден денески. Ќе кажу едну интересну анегдоту. Кад работиш у Водовод, доваѓа една странка, пошто има капија тамо, нели, за улаз у јавно предпријатие Водовод, и прашуе, куде идеш? Куде Џајо? И овој му вика стражар тамо, ама нема Џајо. Како бе нема Џајо? Стварно луѓе пуно и не ме знаев тие што. Па Драган Јановиќ тамо директор, заменик директор. Кажи такој да тоа е една дешавка около надимак Џајо и тој ми остана, мада у Куманово има доста луѓе со прекар Џајо. Зоки Џајо, професор гимназија, да. Еве, кад смо веќе куде фудбал, да покажеме некои слики, дека си стварно сакаја фудбал да играш, еве, овдека уживаш во овој работу. Фудбал си играла пред мало Џајо, не е имало на други места, не е имало големи стадиони, не е имало едно друго, него пред мало се соберете, играте фудбал и тоа е било ваше задоволство, нели? Апсолутно. Ако сакаме да играмо на право игралиште, иде сме у школа. Да. Или у гимназију, или вамо иде сме у Домјана, у 11 октомври. А иначе главното играње е било малско играње, што се вика на слободни места, каде што има секако полјанки што ги викамо. Тамо се одвиваше таа активност, неверојатна дружба с малски деца, с ученици што смо биле заедно што смо училе и све тоа допринасеше, значи не само фудбал, многу соде игра смо, да ти кажам, бемо шампиони у играње соде. Сега деца не играв соде или што ги Демири. Па соде и Демири. Демири бева железни соде, фактички да. И да ти кажу да се пофало дека сам бија меѓу главни таму за соде. Многу имашме соде, да ти кажу. Многу се игра смо и се соде. Да, се кумановци вика дојду, вика со 5-6 соде, вика после пуни џепови, вика. Апсолутно, еве, еден од тие сам ја. Значи дома сам имаја 2 пуни кутие од ципеле, од соде.
Така и да, некој ден денес ке чувам да ваја сум на мојega сина, после сега еви на мои унуци, така и да, тоа е останало. Не си играв со оде више. Не, за жал сега деца гледав телефон и компјутери и тој. Сега нормално и вас исто ќе ве прашам, неколку збора за твои родители. Ти си горд на нима, они су ти извеле на пут, дале су ти путока за живот. Прво кажи ни куде си роден, кој годину и после ќе збориме за твои родители. Па видите, јас сам, значи, за пуно непознаница, не сам роден у Куманово, Гостивар. Роден сам 23 новембар 58 годину. Зашто у Гостивар? Татко ми е бија вработен у Маврово, учествува у градење на систем бране на Мавровско езеро. И нормално тамо смо се одселиле и тамо сам ја роден и по сви документи, значи сам ја, кад ми треба извод матична книга на родени, од Гостивар ми праќа. После релативно кратко време се преселиме у Куманово, ја израсну фактички у Карап Мало. Кад се преселувате? После година дана, веројатно? Па немаше ни година дана, барем покажување, не памтам, малечак сам бија. Не сам имаја ни година дана, дојдеме у Куманово, на 2-3 локација смо седеле, а најчки смо се задржали у Карап Мало, на улицу Живко Чало. Аха. Тој седеше овој са чија, што поправише сатови еден збркови човек на Живко Чало. И не знам како му беше име. Мои комшија беа Кочо доктор, значи тој не делеше. А тој е погорно со каче, добро. Да. Кочо доктор, испод драпа Живко Чале, испод Челици, тој е. Еве Джајо, твои родители. Мајка ми и татко ми, тој су мајка ми Цена, татко ми Миливоја, татко ми работае у Шамницеви, мајка ми е била домаќинка, фактички она не е израснала у Шамницеви, од кој животен пут му е бија да како дел од екипу монтажи Шамницеви, они учествуваја у изградбу на водоводни системи низ цело Југославија, особено Далмација, почнувајќи од југ на Црногору, од Бар, па све до Хрватско тамо на Истру, Пореч, Умак. Така и да буквално ми смо раснале поишке с мајко него со татка. Јас ќе те прашам, има едно правило, еден родител увек бие построг. Некој вика татко бие построг, некој вика мајка, некој вика мајка попуштала, татко не попуштае. Твои родители сваки си имаја своји квалитети, али во кој кад се ве одгојувале како деца и тебе сеструти, кој бие построг у воспитавање? Па еве ја кажа дека повишке е мајка не е била с нас, пошто таква му е била работа на татка ми. Татко ми не е бија строг уопште, ја не памту да ја дигнае рука или да ме нешто скара. Нормално ќе те скара нешто, меѓутим мајка ми е била и мајка и татко што се вика, она е била и добра, меѓутим и построга кад треба. Да. И построга тако и да ипак е тој било убав период, убаво детинство, чувале су не, школувале су не, ми смо тој све поштувале, таква фамилија што се вика да се поштуе што е постаро, респект да се има и така. А кажете ми, имали сте куќну славу вашу? Дали сте славиле славу? Дедо ми имае куќну славу Свети Рангел. Пошто е ангел. Он го е славие, меѓутим, од овие разлози што ги кажују, татко ми не е бија туја, не смо ми славиле. Не смо славиле славу, а куќна слава, ја кад си дојде у стан да седу 91 година вамо на локалитет Водовод на Октомвриску револуцију, мене ми се отвори книга на овој Свети Јован и јас си го славу Свети Јован и ден денеске, да. Браво, тоа е убава традиција. Еве овој слика, овој е веројатно ваша мајка? Да, тоа е у Скопје негде кад смо биле, јас сам го сликаја без апарат. Сега, веќино сте прошли у Живко Чало улица. Да. Тоа е, што вика Кумановци, епицентар на Карап Мало. И може да ни кажеш кои су ти били први комшија туја? Сем доктор Кочо, с кого се највише дружија? Кочо ни беше прв комшија до нас. Карши нас беше Ангел Самарџија, познат по изработку на Самари, негов син доктор Вања. Да. Он и сега пензионер,
после Неби Голман, што е покојан за жал и он младен. Тај мал е, значи, Миле Спасовски, што беше директор после на Завод за платен промет. Тој е тај мал каде што сам ја раснае. И тој се одвивала и игра, многу беше така, немаше асфалт. Калдрама беше, многу се играше джилик. Популарен беше. Па ми како нестачни деца крше смо некои прозори, вика сва по нас и мајке трче сва да бидеме помени, да не лудуемо, така и да ти викам. Кој ти бија негови другар од детството? Из кого се највише поминува еден? Па кој ми е бија најдобар другар? Јас сум се дружија со сите, мали смо биле. Со сите не сум имал некога посебнога другара, пошто тој се дружимо цело мало, сви беме накуп, не е како сега имаме еднога другара, така сви ни бева другари. Да. И мушки, женски беме накуп, за игра смо тие детски игри, мавачке, рипање, жмурке, така да тај период е стварно еден многу убав период, незабораван, да. После поваѓаш, идеш му забавиште, па у основну школу и учу до 4-то одделение у браќа Миладиновци. И тој е, да не забравимо да кажеме, тој период, покрај лето што е било убаво умерено, имало е многу снег джаја. Ти се сеќаш како дете, снега ќе падне, тој имало санкање, лизгање. Па таков терен, да, апсолутно е такој. Таков терен беше таму на моју малу, кад се спушта смо од Живкочало на каде може пијаде, тој беше на Одоничен. Да. Иде смо да купуемо од Дануши Керџику благи бомбончиња, петлиња оние. Да. И со санке се спушта смо надоле. Да, да. Со санке се спушта смо надоле и тој беше права лудорија дече што се вика. Меѓутим, многу се плаше сва да не санки искочи таму на главну улицу, па некој да не згази. Меѓутим, сва среќа тега, па немаше многу автомобили, така да не смо многу мариле дали нешто ќе ни се деси или не, али тоа е стварно еден многу убав период. Овој прилику да покажеме твоја сестру Богицу, еве го фотографија. Иначе, кумановска јавност, сега спомнуваја Оцка, леве па да го спомнемо, Оцко е бие еден врховски гимнастичар, за жал он е покојан одамна, а он е Богица му е супруга, тоа е ваша сестра. Еве го фотографија. Дали се слажемо дека Оцко е бие стварно извареден гимнастичар, според сведоштва на многу кумановци и усоковано што се вика бие ден и ноќ. Апсолутно покојан, за жал, зет Оцко 2006 година се упокои. Имаше инфаркт изненадено на 53 години, меѓутим, у млади години, нормално, како сви што сме се бавиле, нема кој не се бавија с некој спорт, Оце се бавија с гимнастику, а после гимнастику и с билдерство. Дизаше он тегови, да. Па дури и мене ме малку зарази. Еден период кад беше ја средњошколац, на мене ми даде тегови, литература од Петар Челик, беше тега многу познат билдер на ниво на Југославију. И ја еден период с мојега другара Рачета Милорад Крстич, дизасмо тегови, малку стварно направимо и масо еден период. Тој ни послужи да бидеме појаки и у фудбал и у играње, да не бидеме слаби, па некој што вика ќе продеш, ќе те дуне некој. Така да тачно е тој дека се бавија с гимнастику и с билдерство. А во е тај слика од период кад сам бија ја во одделение, да, помалечки. Ти убаво кажа дека малку погреби било гимназиско игралиште, убаво е било тоа, многу су играле фудбал, али некако, барем такој кажува команат, увек имало гужва, вика, не си мога да најдеш место да играш фудбал. Па некако ми се, пошто нормално, нели, имаше еден почит према постари генерација, ми како помали чека смо да се ослободи место, терен, за да можеме да играме, нели? Да. Такој да, тој не е било збиралиште на нас. Гимназија да играме фудбал, да играме, да се дружиме туја, па после како средњошколац, како гимназијалац, продешимо таму на тај терен. Ја ги викаше, овој терен ми е мене познат, јас сам тој израз најаво и мало, такој да... Стварно убав еден период од мој живот. Еве сега време да покажеме твои први почетоци у школу. Овој се моменти кои не се забраќаат, кои се увек усеќање на свакога човека, па и на вас. Први почетоци у школу, а ти ќе ни кажеш, Џајов, дека прво некој збор за учителко. Која ти била учителка од прво до четврто? Прва учителка се памти, нели, Елена Ковачевска ми е била учителка, одделение... Како, вика во тој време, извини, како друга мајка е била учителка или учител?
Апсолутно, значи воспитање. огромен почит према наши професори и учители, поготово учителка. Учителка ми беше многу добра, учеше не на доброто, на убави работи. Она не упоменува, мада ја, еве сега да кажу и јавно, пошто сестра ми Богица е постара од мене скоро 2 години, она кад беше прво деление, она учи и ја барабар со њом учи, така да ја веќе у прво деление ги знаеше сви букви, знаеше и да броју и да собирам, така да ти викам све ми тој малку допринесе да малку што се вика имам привилегиран статус коде мој учител кој е. Сега те прашам од која фамилија, куде се дела твоја учителка? Познато ми презиме тој Ковачевска, она Кумановка ли била учител? Кумановка, а куде е тачно седела, стварно не знам. Меѓутоа, према нас како учителка не е била не само учителка, него како мајка. Значи, една убаво не учила, воспитувала, да почитуваме постари, да учиме, да бидеме добри и да... Тесек може да ни кажеш дека твои другари кои се земи си ги слободно научере? Па еве, ова е Лиле на Томета Далаверу Керка. На Томета Далаверу Керка. Миланчо на професора Аврама по филскултуру, син, за жал, и он е покојан. На Света Аврама, да. Да. Ѓуце на Горана, главног архитектор, што беше мој брат, и он е покојан. Верица, Лиле, многу од нима, да ви кажу искрено, ја е прошло многу време, пошто не сам продолжија да учу с нима до 8 деление, пуно сам ги и забравија. Од 5 до 8 ја промени школу, пошто татко ми, како направимо куќу на Никола Теслу. А боле вамо. Да. Или Врањско џаде, што ga вика, да. Од 5 од 8 деление, ја се запишава, мој име запишава у 11 октомври. А гледам овдека на овој слику позади некој пред новогодишто или нешто е... Да, ово е пред ново година, значи увек учествуваме смо, да, атмосфера да се направи, пакетчиња. И се присваја скромно, колачи, стокчи и толку, не е имало... Апсолутно. Такви со могуćности биле и ми се радуе смо и на тие сокчиња и на тие бомбончиња, колачиња, така да тоа е тој. А од 5 до 8 кој ти бие класен? Од 5 до 8 класна ми беше Нада Шиповиќ. А, чувена Нада. Професорка по физику. И викав дека тоа време, извини што кој те прекинуе, една од најбаби жени е била она. Па мислу дека маркантна жена е била многу. Мако мора да кажу дека сам имаја среќу мои воспитачи, професори да биде стварно, значи и лични и убави. Еве Елена Ковачевска како учителка ми беше многу убава, Нада Шиповиќ исто. Не знам Нада дали е жива, она изгледа. Жива е. Да. Нада е жива, покојан е муж во Видое Шиповиќ, он ми е па бие професор по српски. Да. Пошто имаше тега, нели, македонски и српски се учеше друг јазик. Уз странски јазик, јас сам руски учија, тега енглески немаше, учеше се руски и француски. Меѓутоа, прекрасна една генерација, да кажемо, од 5 до 8, Чедо Крстевски, после се бина побратимци, командант на касарно што беше, Зафер Солемановски, он с мене учија. Исто прекрасен човек. Да. Жике Стојковиќ, покојан адвокат, он ми е бија. Зоки Георгиевски, хирург. Љупка Божиновска, Милковска Митка. Прекрасна една генерација која се и друже смо и се поштуе смо и генерација која успеа да нема кој не заврши, да кажемо, факултетот генерација. Исто бе красиво големо другарство, да не збориме па од 5 до 8 деление, али еве, ако се седите, не кажете кои су ти били професори од 5 до 8, например, физичко ви предаваја... Физичко ми е бие професор Мице. Мице Ивановски. Ивановски, легенда на... Извареден човек и педагог. И педагог, Мице по филскултуру, поготово ми, пошто беама по спорт, најшке го поштуја сме него. Да. Некако учениците во време су го највише закале физичко, искочи нагор. Па ми живе сме за физичко. Да. По математику Стојко ни беше, по исторiju Елица ни беше професорка. Руски ми беше Насевски. Покојан е он, за жал. Македонски, кој ви предаваја? Македонски ми предаваше професор Ефтимије. Ефтимија, да.
по хемију Анđелко, прекрасни професори, прекрасни педагози, од кои што стварно многу што требаше да се научи, смо научиле. Така да, стварно смо биле генерација која смо почитувале постари професори и смо добри, солидни ученици биле. И гостуваа неколку учители или учителки или професори во оваа емисија и вика кај ќе остане у пензија, вика најдраго ми е, вика кај ќе оду на улицу и ме видим некои ученици и ме поздрави. Тоа е, вика, за мене сатисфакција дека сам добро работала. А еве ја денеска мои учители кога ќе ги види или професори увек ги поздравува, исто и ти тоа правиш веројатно. Апсолутно, апсолутно. Па професори су, ти убаво кажа, малте некако други родители. Од нима смо многу што научиле. Многу што смо преземале нормално, сите добри особини смо ги преземале, за да ги ми после спроведуемо и да ги надградуемо. И нормално е, увек кад сам видеа професора некога, апсолутно ми е било чест да се дружиш с нима. Да без разлike дали су тој професори биле од основно или од гимназију. Така да тие контакти ден данес ке си ја одржувам с нима, поготово еве спомнам го класно Надо Шиповиќ, имаше некој проблем около водовод, ја беше тага у јавно предпријатие водовод, заменик директор, некој проблем и се јавља Нада Шиповиќ, викам професорке, ја му кажу Драгане, па откад те нисам на српски збори, откад те нисам видела, коде си, што си? Викам професорка, чески ми биде да... И ти ома од срце ќе помогнеш? Апсолутно сме помагале, тој и мислил, така да дури го покани, дојде она коде мене, па седеамо, евоцирамо малку спомени и така да апсолутно тој почит постои. Тоа се убави работа кој не може да се забрави, свака част што се тоа одржува и негуе. Сега, еве го ова е тројка ударна, што викаш ти другари, ти Чеде Крстовски и Милорад Крстич. Милорад Крстич. Тоа е... Какво е било ваше другарство? Еве за овие млади генерација да го опишемо, така не е било како се телефони ово, но ви сте биле фактички цел надбор. Ми смо израстанале на улицу, мако. Значи, израстанале смо на улицу, дури толку е било тој што дома почнава родители да викава, аман бе, кад ќе се приберете дома? Нон-стоп смо биле заедно, дружба е била голема, дали фудбал ке играмо, дали ке трчимо, дали ке играмо криенку, дали соде ке играмо. Нон-стоп е било и право другарство е било. Право. Оваа слика ми е многу интересантна. Седиш на потелју, научен, нешто замислен и... Овој сум студент, овој е пред куќу коде мене. Пред куќу, да. Пред куќу. Па... Чисто беше тој за сликање, тоа дали уче сме спремни. Гледа некој стигу ќе каже Джаја заљубена одека. Зашто обично у тој време младите кои седи замислени вика, овој се заљубија, готово више вика. Па добро, нормално е тој. Да, па тоа е природно, тоа е најдобро. Сега деца се заљубуе од основну школу, да кажеме од малечки, од прво, второ деление. Нормално е симпатија, заљубување, нормално е све. Тоа е све, што вика од Бога дадено. Да, гимназија. Запишуваш гимназију. Дали си имаја дилему, дали еш у гимназију или у другу средњу школа, или тоа е била твоја одлука? Па види, да ви кажу искрено, значи ми у осмолетку, сви што смо училе заедно се некако, некој пројде у гимназију, некои други школи, од мои најдобри другари, после и кум ми бе на Драги Станковски, он запиша богословие. Милорад Крстич запиша економско средње. И ја гимназију, се смене, тој дојде, значи, Зафер, дојде Жике, Зоки Георгиевски, пуно дојдемо у гимназију. Ја беше у дилему, дали, кад заврши 8 оделение, дали да запишу музичку, пошто се више и музичку школу малку, дали да запишу ликовно, пошто имам некој дарбу за цртање, или гимназију. Али викам, ајде гимназију. Твои родители, знаеш, пуно пати у тоа време кога живееме команаци, татко и мајка се мешале тега, абе синко учи тоа јутре да имаш работа, кој тебе родители дали се мешава или тоа беше твоја одлука? Не су се мешале, меѓутим имале су сугестија. Добро е да учиш гимназију, па после да се запишеш на факултет, меѓутим мене ме влечеше гимназија, стварно. Мене ме влечеше гимназија и не сам се покаја што сам отишел гимназију. Јазичен смер беше у гимназију. Прва класна ми е била Мира Стојковска, професорка по руски. Тако е. И ден денес кај жива таму у Зеленарица или негде? У Зеленарица, да. Сакам да го викам у емисија, ама некако... Па има што да ви каже, стварно. Има многу интересантна личност.
Многу интересантна, многу фина особа. Многу сме што научили од њума. Од втору годину веќе поделимо се по смерови, нели? Пошто прва година беше општ смер, другу годину ми како јазичен смер, класа се промени, ми бина Чале Трипковски, професор по музику. Така е. Професор по музику, исто изванреден педагог. Дури на негову иницијативу, пошто он га водеше градски хор Илинден. Да, после ќе кажеме за твој музички опус на работа. Дел од ученици, односно негови ученици, ми отидемо у градски хор. Да. Така да, ти викам и туј погледаме малку на професора и не се покајамо. Јас сум у градски хор бија 12 години, така да не спомнувам сви професори кои сте предавале гимназија, Мира по руски, Чале по музичко, македонски, така Мира Манева е предавала или? Мира Манева не ми е предавала. Да. Види, по хемија бизе ми е предавала. Бизе покојни, да. Да. По математику ми е бија Ставре професор и Тош. Тош, да. Тош у прву годину, после Ставре ми е бија професор. Други професори... Физичко Аврам ли ти е предавае? Аврам ми предаваше, после Душко. Аврам прво ми предаваше, па после Душко, доле професор. Душко, да. Како му беше презиме? Да, по гимнастичар Дуле, знам. Дуле, да. Дуле. Многу комана се извини се да те прашам, спомнега Свето Аврама како една многу интересантна личност. Апсолутно. И многу човек кој знае да едуцира генерација. Поготово у област на физичко образование и сви други професори, али Свето Аврам е бие вика маркантна личност. Па апсолутно е тако и што викаш малку Свето ни беше, како да кажем, една мотивација поишке да се уклучиме тоа и теоретскиот дел, да ги научиме тајни на спортови, кои су правила на спортови. Нормално имаше и такву едну енергiju да те измотивира да учиш, па не само од теоретски дел, ми многу се кај атлетико, на атлетико. Апсолутно, значи сви спортови смо ги прошли таму, каде и теоретски и практично, дури и да смо на каде Соколано и да трчиме атлетика, што е како е крос, тие такви активности на гимнастику и не е имало кошерка правила на рукомет. Не су биле поштедени ни девојчиња, обично, нели, као ќе се шверцуе девојчиња, не може ово, не. Така и да, стварно извареден педагог. После Дуле беше малку построг, кога дојде после од друго година. Душко беше построг, меѓутим, бемо ми, они не научива дека бесмо ми, поготово клас од 33-4 ученика, помалку бемо мушки, негде околу 12-13 мушки бемо. Али бемо сви по фудбал, по играње. Игра сме мал фудбал, нон-стоп бемо по игралишта, закажуе сме утакмице. Памтиш ли некоја анекдота од гимназија која никако не може го забрави Џајо? Било да е позитивна, било да е негативна. Мада у среднешколски дани многу си имае случаи, многу настани, што кажава претходно и се заљубиш и си ише со другари по чаршија, али има некои детали кои не може ги забравиш, еве да ни кажеш. Па види, детали има многу, нели? Да. Детали многу, тие години од средњу школа, од гимназија, поготово се незаборовни. Другарство е било огромно, што да ти кажеш ми, еве, па нешто поврзано со спорт. Идемо ми, беше одмор, ми се чини, мал одмор беше, голем одмор беше и ми идемо, друштво што сме екипа, горе с горни класови да закажуваме утакмицу. Меѓутоа ми се куде да играмо, како да играмо, што да играмо, забравимо се дека веќе час почнае. И гледамо, улаза нов професор по математику. Меѓутоа, гледамо да напуда ми зборимо и сви стануе ученици. Улаза, професор Елегна, ми гледам, камо га професор, он професор нов по математику дошли. И извини професор, извини, не те видимо. Не те видимо и ајде деца бегајте на час. Што е фудбал? А он беше професор по фудбал беше, па бемо дури после договарали се с него утакмице, меѓутоа тој првата средба што беше, така имаше многу интересни такви случаи.
се собира смо, нон-стоп расправља смо за спорт, за такмице у неделју. Сега мало ли е ривалство, извини, Звезда, Партизан, Динамо, Хајдук, каква е било традиција? И мало е ривалство, значи, кои су звездаши, кои су партизановци, па, ајбе, ви не знаете фудбал играте, ви не знаете, овој тага имаше оние сликичи, някој се сеќаш, да. албуми се праве сва. Нема кој не смо биле занесени со спорт. Па дури да ви кажу, прате смо нарочито тој се сеќам понеделнички кога доаѓа смо у школу, гледамо спортски преглед навечер и кажемо коментари дамо на утакмице, дали е Звезда била подобра, дали Вардар, дали Партизан, дали Хајдук, се тие коментари ги даве. И иде смо само овој да кажу, иде смо обавезно у библиотеку, имаше, не знам дали постои тај читална, каде што каде што граѓани си чита сва новини. Ми обавезно траже смо ga спорт да читамо за Београд. Не спорт, него си новини што бева у спортскиот одел, така да беме занесени стварно за љубено спорт. И тој спорт ни многу влијае да се и правилно развиеме како. Сега да кажеме за нашиот публику, ти си звездаш, така ли би? Звездаш апсолутно. Да, у традиција у фамилиите е било да се звездаши и така е. Татко ти не навеја за Звезда, веројатно, па ти е пре неја или... Не, лично моје. Лично твое. Лично моје е било, татко ми многу не е био по спорт нешто да се интересира, меѓутим, ти викам, тоа е лично моје било. Се пошто си те период гледаја фудбал, Џајо, кажамо, Џајте бија милиот фудбалер од Звезда, така ли? Апсолутно. Сега Звезда имала добри генерации, Лазаревиќ и Џајич, Остојич, да. Добра екипа е била. Ачимовиќ, Богичевиќ. Еве сега овдека имамо некои слики, па да се вратиме на твојата татка, да не го испуштиме работу. Ово е татко ти придонесу... А тоа е терен негде на Јадрански брег, каде што су работале, не знам дали е Задар, дали е Шибеник, каде што су работале на водоводни системи. Па што знаете, Далмација е била многу сушна, многу е проблематична била за воду и Шамницеви е било многу јака екипа, монтажа, они су градиле водоводни мрежи низ цела Југославија, нарочито Далмација, односно Јадранско приморје. А еве ги тие прекрасни традиции у Куманово, ово е прошетка низ град. Да, тоа е нешто манифестација е. Некоја манифестација за први мали, не знам што е била, тоа е цела наша мала Никола Тесла од наши родители што су биле на тие манифестации учесници. Да не забравимо и Николу Тесла, да спомнеме луѓе кои сте биле комшија околу куќи кои сте седеле. Значи, у моментот кад се правеше куќа, ми се одселимо од Карап Малу, каде е Вуле милицаец. Вуле милицаец е познат. Еден е Вуле, да. Еден е Вуле бија познат. Највише га знаев по комисију за полагање на возачки испити. Да се правеше куќа, тоа е период негде 66-67 година, ми бемо едно годину под Кирију, тамо коде njega и после кога направиме куќу, се оцелимо нашу куќу. Никола Тесла 66. Ване Брада ми е бија комшија. Ване Брада, да. Ване Брада, покрини со тој Бранкица му е унука, што работеше у градинку, моја школска. После комшија кои су ми биле Тодос, Трајан, Костичи, пуно комшија, да, кои смо имале, наши родители су биле у многу добри односи с нима, многу добри односи. Едни кои други су си биле на кафе, поштувале су се, ми како па деца су се играле, така да тој период е многу испуњен со едно взаемно почитување и поштовање. Сега, кад завршуе гимназија, ти слободно се земи. Кад завршиш гимназија, веројатно после извесен период или ово идеш у војско, така ли? Не, кад завршуј гимназија, јас се запишуј на правни факултет. Добро. Али имам период кад завршуј гимназију, бемо едно 20 дана на предвојничку обуку у Тетово. Тој беше едно 20 дана, независно дали си служија војску или не. А овој војску го ја служу кад веќе заврши правни факултет. Значи на 27 се пише. На колку години? На 20 Не, на 23. Пошто ја заврши, ја ќе кажу, не, пошто така е било задњен рок 27 години, мора ти еш. Задњен рок беше 27, меѓутоа јас чим заврши, ја дипломирав на правни факултет у февруар 82 годину.
као стипендиста на Шамницеви не ме примива тамо као дипломиран правник и викам што ќе седо, ја треба да си отслужу војни рок, па после кога ќе дојду работу ќе тражим. Еве кога си бие студент, овдека с браду, нов имидж. Да каже, да, тој ми е едина слика с браду, никад не сам носија браду, меѓутоа пушти браду само за да имам успомену неку дека сам. Да. Иначе увек сам бие избричен среден. Идеш у војску у Алексинац. Значи, чим завршив факултет, ја 82 годину, негде у јуни месец, јунска класа, добровојно се пријавил да отслужи војни рок и пратив ми у Алексинац. Голема ли била касарна, или центар на град? Касарна не. Алексинац е рударски град, мало место, 10.000 жители, не е била голема касарна, меѓутим тамо, како да кажу, војни рок, како свак војни рок, трае ти обука, пошто као беше дипломиран правник, викаване, значи пред да ни заврши обука, да идеме на еден курс за правници у Ниш, што беше тој Нишка армиска област, и ни дадева моgućност да работим у команду стана на војни единице, да помагамо на команданти на касарну и после тој да с моgućност да се преселимо у другу касарну у рамки на тој област каде што смо. Ја беше друга армија, односно Нишка армиска област, пошто мој побрат Чедо како веќе млад подпоручник беше служба у Гнилане, ја изрази желју да иду у Гнилане без да му каже на njega. И после, значи, од Нову годину до месец мај 83 година сам служија војску у Гнилане. Еве војска, овдека си убаво напишаја позади кои што ти биле другари. Давање на заклетва, кад е, у посету ми беше мајка, татко и брат ми, одојка брат ми. Имало ли сте ве кумановци у Алексинац? Тоа е многу битно. Пуно кога служија војску таму имаше кумановци. Сте би имало ли? У моментот ја като отиде немаше ни еден кумановец, меѓутим, после 10 дена доваѓа еден војник с закаснување каде биде он од Куманово, Трајче. Трајче Илиевски, да. Он заедно бемо 6 месеца, он после остана и ми дојдемо, ја ти викам, у Гнилане, у прекоманду и таму имаше кумановци, Драган. Има некоја слика, овој су ми слики од фактички од овој. Да овој се вика пузење. Тоа е тај обука. Ајде, као војник мора да пузиш, да покажеш физичку и психичку издржливост. Така да, за мене војска била една школа на живот. Тоа се вика во емисија, војска вика школа живот. Апсолутно, да те, што викамо ми кумановци, да ти изделика, убаво, и физички, и морално, да бидеш спреман за предизвици животни кои ќе следе унатамошен период. Ја апсолутно почитую, значи војска стварно е еден голем пример за војска за сваку државу потребна. Да. Еви ова дека на тие. И у војску како е било, јас сам служија, вика нема не можу. Или ќе завршиш или и нема джабе седење, значи мора нешто да работиш, или ќе чистиш круг, или ќе метеш ходник, све ќе работиш, ќе чистиш, ако е снег ќе чистиш, нема седење и джабе. И у кревет до 11 сат најкасно мора си у кревет. Апсолутно. Со оружје. А тоа е тај од пред да се запишу на факултет, тоа е тај војничка обука, у Тетово што е било. Не сум бија тега војник. Тоа е негде порано. А овдека сте војник, еве? Да. Тоа е баш Драган од Куманово, лево што е, тоа е Даце од Куманово, за жал покоен. Убав период и тоа е. Драган од Куманово, Ласте, значи, Чеде завршија голему работу, помогна еве, Чеде Повро. Па не, он не знае. Ја ради тоа дека он тамо беше, ја сакаше да иду каде njega, да се дружимо заедно, али не сам злоупотребувај никад. Не е имало оно што викав да бегаш, да отидеш порано у војску. Така да тоа е тој. Ово е некое летовалиште, не знам, словенска плажа ово е. Ово е у Будву. У Будву, тоа е јоште као младе години, јоште студентски години, да. Ово е било Будва и така е било во... Па кумановци се собере сме друштво и иде смо на море. Палимо авто и идемо. Имаше така и Фиќо и цело друштво се соберемо.
А во е излет еден од другари негде у Кратовски дел бема на обично идесме по реки. У ваше време исто имало феријално, исто се имало активности. Феријално, да, од увек си е било феријално. Да. Феријално си е работало. Ја лично не сам многу бие по феријално, пошто викам имале сам други активности кои што су биле предмет на мој интерес. Иначе феријално е било исто голема школа за правилен развој на млади генерации. А еве Џајо покажуваме исторiju со хармонику. Ово е куде е овој? Ова е интересна слика. Ово е пред зграду каде мене на Октомврска револуција 36. Соберемо се комшије. Си правите забава? И правимо забаву, исчистимо, садимо дрвца, правимо све да га малку улепшамо, пошто бемо таа генерација, 91 годину се усели у Конкет водовод. Ово е веројатно ма после 91 овој. Ово е 92-93 годину, каде што после садење на дрвца, чистење, соберемо се цела мала, што се вика цела зграда, па направимо такво едно славје, еден џубус, кој гитаро, кој хармонику, кој... Кој се вие на слика овдека? Ово е Тони Поповиќ, ово е Мими Дилинџија, овдека сам ја. Ово е, имам поишке слика, али веројатно ти си го туј земај, али било е другарување невидено. Цел ноќ смо седеле туе, појале, дружиле се и цела мала се собира. Незаборавни работи. Незаборавни работи, да. Сега да не забравиме овој. После ќе се вратиме на тој баш неуреден кварт, да не погрешимо, да ги забравиме луѓе твои школски другари од гимназију. Ова е моја, значи, генерација на тие наши средбе. Еве сам ја, Роза, Славица Крстиќ, Радица Трајковска, професорка Штефка, Цуна, сега мора да става научаре, Цуна, Арчи, Лидија докторка, Чедо Простор, Зоки Караджа, хирург, Ѓоле Јаневски, Лиде Судика, Сузана Догазанска, исто јавен обвинител, Мира и Цуна, у биро за вработување, Мошо Трајковски, Оле на Шипета, супруга, Деса, Цеце, Пепи, многу фина, многу јака генерација, да. Зафер, доктор Зафер, квалитетни кадри. Апсолутно. Па сакам да кажу дека тај генерација наша од гимназијалци, тој Ово да не е Славица Крстиќ, овој. Славица Крстиќ, да. Славица Крстиќ од музеј. Познати, признати доктори, хирурзи, стоматолози, правници, економисти, историчари на уметност. Како млад човек и свак што е, Џајо искачае у чаршију на Корзо, гледаја девојке. Куде би било на вас сврталиште на Корзо со другари? По тој време Корзо е било, значи, многу позната работа, односно сви активности се одвивале, поготово млади, ми кад завршиме 8 оделение, средњу школу, гимназију, главно собиралиште ни беше плоштад. На плоштад. Прво почнава да се собирамо пред рекламу, после, на крај. Прво се собирасмо Борово, каде што беше, каде стоковно куќу, каде Борово, тој ни беше собиралиште на друштво. Тој се собирасмо и нормално, нели се кружи, све иде. Тој се паднале први симпатија, све. Први симпатија, први љубави, први разочарувања, друштво, нешто убава една традиција која за жал како се направи стоковна куќа горе доле, мораше тој да се ископа и од тега како да се прекина таа традиција на идење на плоштад, почнава да се менјав места каде што ќе се собирав млади. Еве сега да земам плоштад не е толку интересантно, нема тој традиција да се собирање, меѓутоа млади се сега собира на Октомврска револуција, на градски кеј, околу градски базен, у трговски, да, најде си место каде да се собира, меѓутоа градски плоштад не е више оној што е бил у смислу на собирање на млади. И како млад човек, нормално ви се заљубувате, со супругу се венчате, ми ќе покажеме овдека фотографија, еве го. Супруга како се вика и она куде е работала? Ово е, да, наша свадба
Венчамо се на 25 април 87 годину. Супруга ми се вика Светлана Стојмановска Сагајановиќ. Она е докторка лекар. Работала е, значи, у медицински центар, почнувајќи нормално тага доктори мора се прво да работи по селски амбуланте. Така е. Према потребу, она е почнала да работи у амбуланту Пчињу, па после работала у овдека у брза помош, уред, на сви места. И од 2005 годину работи како матичен лекар у уред наш, популарно што ga викамо, до пензионирање. И сега, нормално, ви се запознавате дали у чаршију, дали на игранку, ти може да ни откриеш како се десило тоа. Некој вика, ја го запознаа жену и се венчамо на игранку, некој вика овамо, некој вика онамо. Ако сакаш, може да го откриеш тајно, ако не. Па не е тоа никаква тајна. Да. Јас с моју Светлану или Цецо, јас си го викам Цеца, запознамо се на градски плоштад. На градски плоштад, пошто јас само што дојде од војско 83 годину, Рада Антевска на професора Славета по биологија, они бева другарке од школу, а Рада како учесник у градски хор се знаесмо. Она ме запознава с Цецу. Прво бемо добри другари, пријатели и после тој другарство и пријателство се претвори у љубов. Така е. За да се круни со 87 годину с наше венчање, с брак. А после ќе споменемо, имаш две прекрасни дечиња, али еве, ово е моменти од... А тоа е, да, од венчање, ово е, значи, кум Драган Станковски и да. Чале инспектор у полиција, што беше, он ми беше девер на свадба. Еве овдека. Каде сте правиле свадба, у кој кафано? Кафано у Куб. Тега не смо имале многу голем избор за правење. Дури кафана ти одредуваше кад ќе се венчаш. Пошто имаше, значи, хотел Кристал, пензионерски дом, хотел Куба, тој су биле места каде што се прави свадбе. Ја мораше, значи, да чекам према место у Кубу да праву и свадбу. Да не забравимо стареко, како се вика е? Славе Стојановиќ, у пошто работеше, машински инженер, покојан е за жал 2016 годину. Сега, може да го пишу кратки црте твој успон у работа век, прво кој си запослија? Значи, моја работен век почнува после завршување, значи, на факултет 82 годину и отслужување на војни рок. Тага имаше еден проблем околу вработување на високостручни кадри, меѓутим општински власти најдева еден прекрасен модел да ги запосли сите тие кадри што завршуваат факултети преку акција за вработување. Ја док служеше војско, ја фактички доби покану за работу у Англосервис. У Англосервис... Где беше сместен Англосервис? Англосервис на Доне Божинов. Карши музеј. Карши музеј, да. Да. Англосервис таму работу од 1 септември 83 годину до 30 март 84 годину. Од 84 годину, од 1 април 84 годину, ја добивам работу си за становање. И таму работу како дипломиран правник. Тега, кој беше директор на си за становање? Ѓоко Бојковски или не? Не, вако е. Значи, самоуправна интересна заедница за становање, односно посебен модел беше на правна регулација, нема сва директори, него први луѓе бева секретари. Значи, секретар на СИС, у тој време, ја кад се прими у СИС, беше Диме Јакимовски. А Диме покојни? Покојни Диме Јакимовски. Адвокат успешен, да. Адвокат пред тој судија. Така е. Значи, ја таму работува од 83 годину. 87 годину, стицаем на околности, мене ме постављав градски власти да биду веде секретар на СИ за становање. Значи, секретар бивам од 87 до 89, скоро 3 години. Таму сам у СИ за становање и остануи на работу СИ за становање до 2008 годину. Бија сам у правну службу, сам работаја еден дел, како што ви кажа, сам бија прв човек, тој у СИ за становање. Од 2002 до 2008 сам бија директор у СИ за становање. Што е било генерално у тоа време у Југославија, после у
у независна Македонија, што е био делатност на СИЗ за станови? Што сте највише ви биле активни у кои делови? Па, како институција зборам. Како институција е била многу јака институција у смислу на станбено-комунална изградба. Целокупна станбена комунална изградба на град Куманово и се одвивала преко СИЗ за становање. СИЗ за становање е било посебна институција која што паралелно со општинско собрание кое работало на делегатски принцип и СИЗ за становање имало свое собрание, свое председателство. Значи, делегати, ми правиме избор на тие делегати по целу Кумановску околину и од тој се прави собрание и собрание бира председателство. Ја кад ме ставива прв човек да биду на СИЗ за становање, беше многу, како да кажу, сложен систем на организација, постоја два СИЗ-а со едну стручна служба. СИЗ за становање и СИЗ за патишта и комунални дејности. Тоа ми беше многу комплицирано на мене и сложено и ја с нормално своји вработени направимо таква една реорганизација, споимо ги двата СИЗ-а у еден со едну стручна служба и на нас не беше многу полесно да донесам одлуки да градиме. Значи, целокупна станбено-комунална изградба на град Куманово се одвивала преко СИЗ за становање и булевар Треќа Македонска, Октомврска револуција, Порој Серава, целокупна станбена изградба се одвивала преко СИЗ за становање у смислу градежни фирми. Ми смо били инвеститори, они се градиле, не имало Козјак да прави сам станови. Се е било тој контролирано преко една многу финансиски јака институција, за да тој све трае до 90 годину, кад тогашни градоначалник 99 годину Борис Протич сакаше тој работу да си го преземе, значи од СИЗ за становање да пројде у општину. Ми викасмо зашто го преземаш работу, градоначалниче, кад еве ми као стручна служба го работим успешно тој работу. Негова позната изрека беше: Драгане, да ти кажа, оđи на капа, подоđи на главо. Дебе болje ми да контролирамо него ви тамо. Али викам добро, тоа е ваше суверено право и од тега почнава тие работи да се одвија преко општинско, преко градски совет и функцију градоначалника. Да, а кои што ти биле колеги кога се запослуваја први пат 84 година? С кого си делија и добро и лошо у СИЗ за становање? Перо Стојковиќ, Ацо Џартевски. Перо на Драгана... Дацата селјак. Да, татко. Перо Стојковиќ, Ацо Џартевски. И он пред малко, пред известно време се упокои. Мирко Јаневски, поранешен директор на Козјак. Станка Пешевска, она ми водеше правну службу. Оливера Трајановиќ, за жал и она покојна. Тој смо биле тај ударна Благица, технички секретар, Лиле дактилографка, Дживџан, Сашо Бошковски, Драган Денковски, благајник. Сашо Дживџан? Да. Маце, Весна Арсовска ни у книговодство беше, евега тој Мирко Јаневски. Ој Мирко Јаневски. Мирко Јаневски, да, на еднитија од нашите прослави. Каде што сме... Да, ви не сте биле пуно вработени? Па 10 души сте били. 2-13 да вработени, од кои с факултет бемо, значи на прсти да ги изброиме 4. Меѓутоа Простор како организација која се бавише с проектирање и надзор, она ни ги работеше сервисни услуги на нас. Значи надзор, проектирање, све се одвивало преку ние, пошто Простор е формиран 82 годину, 50% од СИЗ за становање, 50% од општина Куманово, за да не иде в паре за урбанистичко ки проекти на фирми од Скопје, Охрид, тага што имаше ЗУС, него да паре останува в тој што беше една успешна приказка. Ево, ова слика ми упадна во очи. Да, тој е дел од наше книговодство и секретарка Благица Нина на Чочета Црногорца. Ова е исто од СИЗ. Од СИЗ за становање, да. Тоа е СИЗ за становање, да. Еден квалитетен обим на работа, многу се работа, многу организациони способности треба се покаже. Апсолутно, значи огромна работа, огромен потенцијал е било и многу се работало. Фактички, да не биду скроман, све што е изградено у град Куманово е фактички прошло преко тај СИЗ за становање. Дури, пошто немаше довојно средства за да се прати, да се изградба на комунална инфраструктуру, у период негде 86-87 годину
на нашу иницијативу се распиша местен референдум. Значи да се собира паре, состои местен референдум, се многу комунални објекти направива у Куманово. Спортска сала е дел од тој. Болница, што е Завод за здравствена заштита, фактички е од местен самодопринос. Мостови два на реку Кумановку смо местен самодопринос градиле. У Баново Троло, пошто беше доста запоставено, улица Ѓорче Петров и се тоа е направено тој период. Била експанзија, Куманово се е ширило на сви страни. Многу се е ширило и да ви кажу, многу се работало, експроприација е била многу јак. Ми смо, значи, за да си градимо треќу македонску ударну бригаду како булевар, Октомвриску револуцију или Порос Рав, преко 2000 куќи су биле срушени. Морало е на тие луѓе да се смести негде, плацеви су давани у Зелен Рит, у населбу Гоце Делчев, Циглано Вардар, станови давани, за да може тој да се светој. Овој го виде, ово е слика со Сацо Џарта, да. Еве, он пред легенда, да. Непуни месец дана почина. Да. Стварно изузетен човек. На 93 години Ацо почина, меѓутим, јако не смо, одамна е он фактички пензионер, другарство наше трајало све до негово смрт. Нон-стоп смо биле заедно, заеднички средбе, книги читат смо, деле смо си. Прилику, ја ти се видемо летоска пред 2-3 години у негово куќу у Соколану. Да. Увек е био одмерен човек, стабилен, све што каже, држи. Господин човек, архитекта, културу и љубител и на шетање, нема земју кој не е посетио, нарочито негов син Игор. Игор многу путува, да. Преко 100 земји е посетио свет, што ретко некој у Македонија. Еве, ти се гордееш со своја работу, твоја мала, која што живи сега Октомвриска, еден од најуредени квартови. Која година е било овој? Ово е 2004 година. Ми како имаше еден надпревар од Совет на општина Куманово да ги стимулира граѓани да си уредуваат дворни места, значи и на колективно становање и на индивидуално, и ми ту иницијативу си направиме, пошто беме како генерацијски туја сите што се вика комшије у туј зграду што седе смо, направиме прекрасно едно, па дури цело Куманово доваѓа се да го гледав тој Елку што беше за Нова година, да, и дури награду си добиемо, да. Сега Џајо, дарба ти е за музика остана овој ден денеска. Веројатно нека ти запоеш у добродушно, сакаш песма. Апсолутно, ја ви кажа, професор мој класен Чале Трипковски, си што беме надарени за музика, малку не повика у градски хор, ја Мусо Торбеш, мој школски, отидемо одма у градски хор. Кој се вдека на слику да кажеш? Туј е Нино Величковски, ти го... Нино Величковски, Павле, Бубе, Пачко, Драги Станковски, Јовица Станковски, директор на музеј што беше, Зоки, Драги Тасо покојан, Жац, Сергеј Ивановски, Зоки професор, Саричка, Гоца Саричка на Маријовој... Да, мајка. После Лепа Ивановска на Мендета жена. Нема кој не, овде хор ни беше преко 50 луѓе и нема кој не смо биле на сви манифестации, на тетовски хорски одзиви. Колку си бил активен у хор? У хор сам бил 12 години. У 12 години сви манифестации у град битни не су могале без хор да се замисли. Па смо били на хорски надпревари, биле смо и у Вараждин на збратимени градови, да. Еве, во е дел од у Тетово. Ово е у Тетово, на тетовски хорски одзиви, да. У денешно време, кога слушаш музика, кој или кога седиш, кој ти остана најмилиен певач од овие од бивша Југославија? Дали е народно, дали е забавно? Па види, ми смо раснале, значи, с рок-н-рол. Бело дугме, Парни ваљак, Риблја чорба, Ю група, изванредни, кои ден денес си ги слушамо. Индекси порано. Апсолутно. Па тоа е квалитетна музика, да. Група Азра. Азра, да. Би сте исто биле вде како една фамилија, увек сте се... Па ми смо, да, како една фамилија, невидено другарство е било. Поштовање исто. Поштовање и нормално да преко тие активности смо се градиле и како личности. Убав период. А фудбал ден денеска не го запоставиш некад кога имаш време, отидеш и поиграш малку или?
Да биду искрен, фудбал одамна не играм, зашто више, нели, како малко ни години идев, склони смо на повреде и се малко варкамо сега, како пензионер, да ви кажу искрено, с мојага комашина нацета, ангелскога, идемо, пливамо покриен базен, вторник и петак идемо и одржавamo физичку кондицију. Пешачу доста, испод 10 км не сам на дан. С пријатели, с колеги, с другари, одржуј врску с колеги и од водовод, и од си за становање, и од Имаше институции. некој посебан начин на искрено, Џајо, или Нема посебан начин на искрено, али умереност. Значи, умереност на искрено не е најдобар начин. Без диете, без ништо, меѓутим, човек најбитно е да биде активан. Значи, да спортуе, да се движи, у природа да иде. Така и да мислу дека од тој домен, тој мене и одржува сега, како пензионер, веќе 4-та година како сам у пензију. Време дел од мојот ангажман, сам бија и у политику ангажиран доста. Еве се ќе покажеме овој политички сегмент. Еве овој е познати наш бивши градоначалник покојни Борис Протич. Овдека нас ти Борис Протич, Ристо Пенов, Тома Глегориевски и ја. Тоа е била некоја прослава на општину Куманово, у хотел Куманово, за жал кој више не функционира. И еве овдека е Петра Гошев збрко и препознага. Овдека на едни наши средбе, кога доаѓа се наши од Скопје, обавезно негде седе смо да прославимо. Ево, јас сум с Перо Гошев, Олгица Велјковиќ, Драги Караджински, Горан. И еве овој кад се бие у Совет, овдека Бранко Арсовски, Таче, градоначалник, Кице, покојница, кои ги препознаваме овдека. Ово е Совет 2000... Ово е Совет, градски Совет 2001-2004 година, да. Градоначалник Таче, да. Бранко Арсовски ни беше председател на Совет. И така броја смо 33 на Советника. Ја како представник го препознавам Томо Глигориевски. А во на некој прославу смо Томо Глигориевски, Иле, ја с супруге Драги Караджински. Ми како партија, како ЛДП, многу се друже смо. Значи, основна забелешка наша од свите беше, вие сте партија, како другари сте. Стварно ми многу се друже смо, без разлики на кој функција. Континуитет, така е. Континуитет и ЛДП беше расадник на квалитетни кадри, високостручни кадри, ценjeni кадри, кои што смо биле, што се вика, потврдени у своју професија што смо си го работале. И еве се доваѓаме дека ово е веројатно водовод. Не е водовод, твој од си за становање, ово е Боби Јовановски. Добро. А вој ми е колега, Боби Јовановски, Оливера, Славе, да, тоа е. Ово е кад сам ја секретар на СИС 87-88, овој ми е колегиум Мирко Јаневски, Перо Стојковиќ, Станка, Оливера и Јацо Џарта. Еве овој ви е слика исто од Грацију, Влајко каде бие. Ово е слика од Грацију, да, пошто... Мира, што беше директор. Мира, директор. У Грацију нас ни беше збиралиште тамо како активисти на Карпино, значи од 2000 година. Другу година од формирање на Карпино, руководство го преземамо ми како овој организација. Тоест, традиција трајала дугачко време, Карпино. Како не, Карпино не. Од 2000 година, значи, Зоран Павловски бива председател на Карпино и ми се уклучуваме у тој организација председателство. Таму сме организатори на пифтијаду, уметнички колонии. Сега ми се чини дека 25-та беше ликовна колонија и пифтијада. Сега нормално најголемо богатство на свакога родител се негови деца. Ти имаш две прекрасни деца, мушко дете Филип и женско се викаше Магдалена. Еве ми ти покажеме овој слику. Овој да се овековечи. Овој се едни од твои најбои моменти у живот, Џајо. Ово е 87 година, свадба на мојega сина Филипа, значи снашка Еми, ќерка ми Магдалена. Мислиш, не 87-мо. 87 година е свадба, не, 2017 беше, пардон. Да. Зет ми Александар, син Филип, снашка Еми, ја, ќерка Магдалена и Цеца.
Ево, дека исто. Во е па свадба па на керку ми Магдалену, исто син Филип, зет Алек, снашка Еми и керка Магде. Се да кажемо дека имаш, мора да ги споменемо унуци, ако некај се наљутив, да кажеш за унуци, колку унуци имаш или и унуке? Па, вако е, значи, од сина Филипа имам Еве ги близдачки, нек слушајте здрави. Лука и Луна. Они сега у март месец ке напунив 7 година, сега су прволачиња, Лука и Луна, тој су ми од сина, а од керку ми Магдалену, еве га тој, еве га тој гитара с гитаром, Ова еве е. дека, еве ова е заедничко, еве го. Значи, зет ми, во е унин стан у Љубљано, роѓендан, други роѓендан на унука Теодора, он па сега на 15 февруар, за кој дан што се вика, ќе напуни 5 години, и тој со ми мене богатство што се вика. Најголемо богатство. Да, Доваѓа кој дедо посетува ги и бабу. апсолутно, они доваѓа, ми идемо, сега па како се пуштива авионски летови за Љубљано, Да, почесто Љубљано. идемо, ми сват они сузе и они су нормално таму присутни, они сега ќе биде присутни таму. Сега бева за Божич, каде нас заедно прославимо Божич, па со сина ми бева на зимување у Бугарија, еве другу годину како идев заедно, деца се дружив. Еве, биднавали добри скијачи другу годину како скијав и одични со скијачи сега. Ја како дедо нормално се занимавам с нима, по потребу ги воду у школу, донасам ги, цртам ги, пуно работе и што се интересира. Сега, малку кумановци знаем, некои знаем, можда не, дека и ви имате еден изузетен афинитет према цртање. Да. Ви ќе покажем овој прилику. Еве, овој се ваши дела. Акварел, да. Добиете инспирација, седнете дома и починете да цртате. Па од увек сам имаја инспирација за цртање и уште како ученик у основно. Јас од да кажем учебници, јас ги црташе книжевници што бева и имам тој жичко за сликање и дома си цртам акварели с дрвени боице. На деца имам унуци преко 300 цртежи, Овој е мостар, пардон. Тоа е мостар, да. Си ќе покажемо занатски дом, еве га. Да, занатски дом, да. Споменик батко Ѓорѓија. Тако е. Овој ми е моја кутре самоет Зои, за жал покојно, с која мој унучиња израснава с njega и ми беше инспирација да го сликам у акварел. Ово е на Блед, при едну посету на Блед каде керку ми и од сликање ја доби инспирација да направам акварел. Ово е стара црква наша, Свети Никола, да. Така да имам тој склоност за цртање и на мои унучиња ги цртам доста тие, да. Ој кад беам у Охрид, па еден мотив од Охридско езеро. Па, Џајо, мора да го финишираме разговор, сат и 15 минути збориме, мислам дека пуно работа кажамо, да ти захвалам што беше гост у моја емисија, да ти посакам успешни пензионерски денови, добро здравје, физички активности и со сонуци да поминуваш на повише време. Фала, Мако. Поздрави до сви гледачи на Куманово. Јас се надам дека овај твоја успешна серија на вакви разговори ќе продолжи натаму. Да, ќе викаме и други кумановци, с цил да се чуе, свака да му каже своју причу на свој начин за Куманово, jer mi u grad imamo uspešni ljudi. Apsolutno. Među njima si i ti. Još jedan put hvala ti što beše gost. Toliko za danaska. Pozdrav od restorana Kumanova u Raspa i posekuju vi se najbolje.